Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Очигледно на Заев многу нагло му дојде чист воздух на Алпите во Гармиш Партенкирхен. Ако поседеш уште малце на чист воздух, можеби ќе ветеш и 2000 километри автопат. Зоран Заев, Кочо Андјушев и Горан Сугаревски, после 2 цели години спиење, неработење ништо, нереализирање на ниту еден проект, треба се засрамат и да прекинат да промовираат проекти на ВМРО ДПМН. Денешната пресконференција на ова катастрофално трио од владата беше само промоција на сите инфраструктурни проекти кои се започнати од страна на ВМРО ДПМН. Почитувани, овие неработници потрошија неполна година, стопирајќи се што беше започнато од претходната влада, за сега повторно да ги продолжат истите проекти и да ги промовираат. Автопатот Миладиновци-Штип е патен правец кој повеќе од половина беше изграден во време на ВМРО ДПМН. Автопатот Кичево-Охрид исто така беше оставен во напредна фаза на реализација. Сите останати зафати надвор од предвиденото што се правеа од оваа влада на овие делници, како што пишува и медиумите, беа само дополнителен сомнеж за испумпување финансиски средства од дополнителната изградба. Ве молам да проследиме видео на кое може да се види во која фаза е оставен автопатот Миладиновци-Штип пред ВМРО ДПМН да си замине од власта. Сега би ве замолил да проследиме видеото од состојбата на автопатот Кичево-Охрид и во која фаза е оставен пред ВМРО ДПМН исто така си замина од власта. Почитувани, како што можевте да видите, пробиени и реализирани во напредна фаза и двете делници. Овие два автопати, во вкупна должина од над 100 километри, се најголемиот инфраструктурен зафат во независна Република Македонија. И истите се започнати од ВМРО ДПМН. Заев може да лаже колку сака, бидејќи друго не знае. Доказот дека Заев лаже го погледнавте на овие две видеа и самите. Нема што повеќе да говориме. За жал, сега СДСМ нема ниту 50% реализација на капиталните инвестиции, кои што самите ги проектира на почетокот на годината. Почитувани, за волја на вистината, лажат и за експресните патишта. Се фалат со проекти на ВМРО ДПМН, дел со изработени физибилити студии, а дел и со почната изградба. А дел како патните правци Ранковце Крива Паланка, Градско Прилеп и Штип Кочани, кои што исто така се од страна на ВМРО ДПМН е реализирани. Да се разбереме, СДСМ не гради 770 км патна мрежа низ Македонија. СДСМ само ја доградува патната мрежа која беше однесена во напредна фаза на реализација од страна на претходната влада на ВМРО ДПМН. Голем број на проекти кои беа завршени од страна на ВМРО, како автопатот Демиркапија Смоквица, со кој оваа власт се фалеше, беше целосно готов и чекаше само на пуштање во употреба скоро цела година. Најверојатно не можеа цела година да најдат трубачи и музика за да го пуштат во употреба автопатот. СДСМ се неспособни, немаат капацитет и факт е дека паметот единствено им е во личниот интерес. Затоа треба што побрзо си заминат од власта, бидејќи граѓаните веќе ја изгубија довербата во нив. Благодарам на вниманието.